Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Господине Спасовски, не планирав денес да ви реплицирам воопшто, иако денот го започнавте со ваше видување за сите актуелни теми поврзани од судство преку земјоделие, па се до игри на среќа и коцкарници. На прв поглед се велам добро, координатор сте на пратеничка група, треба нешто да кажете, можеби другите не сакаат да земат збор, вие треба таа тежина да ја понесете, ама народски кажано, вашево правење на 3,5 ги поминува сите граници. Морализирате овдека, ве слушам пола саат за правосуден систем, а бевте втор човек во водата која што ни го предложи овдека на шверцерски начин закон за кривична постапка во која што на сите белосветски криминалци во оваа држава им ги простивте делата. Со закон. Ги озаконивте. Као што Бранко 90 години озакони приватизација, вие озаконивте се што се правило криминал, не важи, не се правило, и после 7 години дека дојдете да зборувате за правосуден систем. Малку ви беше тоа, па почнавте за обвинителството да раскажувате како требало, што требало да биде, кој требало да биде таму вработени, какви плати требало да земат, исто тоа на обвинителство кое што ви истражува по неколку предмети, барем она кое што можеме да го видиме во јавност. И капак на се денес излегувате и кажувате за игрите на среќа, што ние ги решаваме, што ние ги ставаме во рамка, како требало да изгледаат. Сега прашувам, кога Артан величанствени, Олмајти во владата, од една лотарија правеше 4, што зборувавте вие тогаш таму? Зашто вака не излеговте на Артан да му морализирате? Дали е нормално ден на 4 да имаме видео лотарии? Бевте ли вие тогаш МВР во таа влада? Зошто, господине Спасовски, и врапчињата на гранките знаеја, и сите пратеници знаевме, и цел народ знаеше дека се прави 8,3 милиона евра криминал, вие не апсевте кога бевте министер во тој период? Не знаевте или на вода си гласавте за? И сега кога ние ставаме ред во коцкарниците, кога повеќе од 4000 апарати ги тргаме од клониците, кога децава им забрануваме присуство на повеќе од 500 метри, вие излегувате овдека, не баре сте Оливер Спасовски 2014 година, дојде од општина Команово тука, не го знаат многу луѓето, бил пратеник, еве сега можеби ќе му поверуваме. Значи, веќе сите граници ги поминувате, мислите дека граѓаните имаат кратка памет, подценувате упорно народ, но сте излезете дека се извините, што не сте апстели кога требало, што сте гласале криминални закони и што сте биле свесен дека му правите зулум на народот, а тоа сте го аминувале како втор човек во владата на Република Македонија.